Гигантот Фени се оградува од обвинувањата и не сака да се правда пред граѓаните на Кавадарци. Ова е официјалниот став на раководството на компанијата која ги отвори вратите за екипата на Нова, но одбија да дадат официјална изјава во камера. Топилницата не загадува, прашината не е штетна по здравјето на луѓето и околината, ниту отпадниот материјал од преработената руда која се фрла на селото Возарци не е штетен, е ставот на раководството на Фени Индустри. Фени Индустри работи со полна пареа откако стана подружница на мултинационалната групација Unico Resources, кој е најголем производител на фероникел во Европа. Тука месечно се произведуваат од 1600 до 1800 тони никел или 20.000 тони годишно. Производството на фероникел пак е 5 пати поголемо, велат во компанијата. За време на нашата посета оджакот не испушташе чад. Нашата цел беше одделот за животна средина. Оливие Дезаведави е менаџер на лабораторијата за животна средина и контрола на квалитет. Тој се потруди да го објасни целиот процес на производство за да ги увери граѓаните дека нема потреба да стравуваат. 20-25 милиграм за омалквикута. Значи сме под границата. Оливија објаснува дека топилницата континуирано ги користи филтрите за прочистување, а неодамна набавиле уште 2 од кои секој чини по 3 милиони евра. Според него во фабриката се вршат редовни и воуредни контроли, а досега не добиле ниту една казна од надлежните институции. Секоја недела правиме анализи во акредитирана лабораторија, а вршиме и внатрешен мониторинг преку мерната станица во селото Шивец. Испитувањата се вршат на нивото на прашина на воздухот, водата и почвата, а резултатите се во границите на нормалата, објаснува Дезаведави. Тој е дециден дека освен прашината и жгурата за здравјето на луѓето и околината не е штетно ниту согарувањето на гумите кое се врши на 1200 степени Целзиусови. Гумите кои се увезуваат од Грција се користат за топлинска енергија, зашто имаат дозвола од Министерството за животна средина. Сепак, Дезаведави признава, од време на време се случува застој кој трае 1 до 2 минути, пошто се активира безбедносниот систем. Тогаш оджакот испушта многу чад, но тоа трае многу кратко, вели за Нова Дезаведави. Во фабриката има околу 1000 вработени, а просечната плата на работник е 30.000 денари. Од Еко Живот вела дека тоа е доволна причина луѓето да премолчуваат дека постои загадување. Посебно од Возарци, таму се вработени скоро сите, иако ако разговараме пак за другите околни села како што се Дреново, Шивец, во прашање му е земјоделското производство, сменете му е самото од испуштените прашини на фени и издувни гасови што ги имаат, се менува самото зрачење кое што го примаат растенијата од сонцето и во прашање му е самото земјоделско производство кое што тие екзистенцираат. Значи не можеме да си дозволиме ако се вработени еве од Дреново, ако се вработени 20 души, цело село да дојде во прашање затоа што тие живеат од земјоделски производи. На заминување од Фени се упативме кај градоначалникот на Кавадарци Александар Панов да го прашаме дали Фени загадува, побарал ли независни испитувања на воздухот, почвата, водата. Но градскиот татко не ја прими екипата на Нова, иако бевме уредно најавени претходниот ден. На излегување од општината, камерата го регистрираше новоизградениот плоштад и надписот на мермерната плоча, на која пишува дека плоштадот е донација од Фени Индустри.